почитувани слушате и гледате емисијава на македонски корени од Сиднеј со вашите домакини Јони и Бети Треновски. Наредниве минути ги одвојуваме за разговор со нашиот почитуван гостин, господинот Ристо Никовски, аналитичар, колумнист и поранешен амбасадор на македонската дипломатија. Господине Никовски, верувам добро не слушате, добро ви утро и добро ни дојдовте на македонски корени. Добро ве слушам, добро утро за Македонија, добра вечер за Австралија и поздрав за сите наши кај да се во светот. Добро ви утро и од мене, господине Никовски. Ви благодариме што и денес по кој знае кој пат сте заедно со нас и нашите слушатели и гледачи. Навистина ни представува чест и огромно задоволство. Се надаваме дека и денес ќе имаме плодна дискусија. За мене е тоа задоволство и да знаете, тие врски наши со диаспората се нешто клучно за Македонија, секојаш било и секојаш ќе биде, бидејќи ние сме една целина, растурена низ светот, али го чувствуваме тоа единство и заедништво и така ќе продолжи. Токму така. Господине Никовски, со експресното носење на измените на кривичниот законник и тоа со злоупотреба на европското знаменце, предметите кои ги отвори и водеше поранешното СЈО секојдневно тонат како што протона и самото СЈО. Од едната страна кои имаме политичарите кои се обидуваат да префрлат вината за тоа по чии терк и за кого се скроени одредбите, од друга страна ги имаме представниците на правосудството кои немаат конкретни одговори и не кажуваат за тоа кои се последиците од спорните измени на кривичниот законник. Вие знаеме дека не сте правник, но сепак сакаме да го слушнеме вашиот логичен став за сето ова, бидејќи вие сте аналитичари и ги анализирате сите состојби што се во Македонија. Како што реков, сакаме да го слушнеме вашиот личен став за сета ова ујдурма која ни ја приредија. Имате ли сознание или предпоставки кој е тој или кои се тие кои ги напишал, односно напишале одредбите со кои се спасуваат функционерите? Ја гледате ли позадината за насењето на овие измени на кривичниот законник и дали ова е резултат на тоа што немаше дебата, односно јавна расправа пред да се донесат ваквите измени? Дали знаменцето е алатката за подметнување на нешто кое што е спротивно на јавниот интерес, односно на македонскиот народ и на македонските граѓани? Кој најповеќе добива од ваквите измени? Зошто јавното обвинителство на некој начин се уште молчи? Видите, познато е дека правда у Македонија нема. Дека судството има толку низок рейтинг, што всушност може да се каже дека не постои, разбирате. Така да, ова е само нов политички удар во правниот систем на Македонија и во целина мислам дека се работи за само амнестија на сегашните политичари кои направија таков удар, такви промени во кривичниот законник, што де факто сите нивни криминали утре ќе бидат минимизирани и на крај веројатно застарени. Така да мислам дека ова и поготово користењето на европското знаменце покажуваат дека нашите политичари се спремни на се, немаат никакви скрупули и дека државата им е играчка која треба да ги задоволи нивните потреби, нивните барања и нивните, на крајот денот, нивните криминали. Така да, мислам, иако има разни комбинаторики за кои подоцна ќе зборуваме, зашто е тоа направено, мислам дека е тоа суштината на таа промена, начинот на кој е донесена покажува дека се работи за директен политички упат во правниот систем и дека тоа не се прави ни наивно, нити се прави од некакви, не знам, софистицирани интереси, туку се работи за нешто најконкретно, најлично, а тоа значи да се амнестираат криминалите кои последниве години имаат земено таков замав, што просто
човек не може да верува. Значи, се што се случува во земја последниве години, на било кој план, се покажува дека ова се работи за една крајно корумпирана држава, за држава каде што нема никакви вредности, никакви начела. И велам, ова е, може би, на некој начин и врвот на сето тоа. Знаете, сега им кажам еден пример, колку во држава ништо не функционира. Пред некое време, сигурно и вие сите гледавте утакмицата меѓу Македонија и Италија. Одличен резултат за државата, нели, така да играш нерешено со Италија, која е светска велесила, е вистина достигнување спортско. Али теренот беше ораница. Знаете, значи, Фудбалската федерација на Македонија има пари, има едно чудо пари, само чино ги крадат, еве отворено велам и ги обвинувам, ако сакате, дека крадат и на теренот, велам, беше срамота да јас го прекинам гледањето, што не сакав да гледам еден национален срам. Значи, кај да фатите, да не зборуваме здравство, образование, што сакате, дури и на фудбалска утакмица, резултатски се истакнавме, а во суштината се посрамивме и то во белиот свет. Велам, ова што се случува со кривичниот закон е нешто надвор од умот, нешто надвор од секоја нормална држава и велам, тоа само во Македонија може да пројде на еден таков криминален начин, кога за колку вела за 8 сати менуваат еден клучен закон во државата и менуваат одредени клаузули во тој закон, разбирате, таа, нели, службена одговорност, разбирате, која е клучна во сите наши криминали и корупции, ја девалвираат на таков начин што де факто покажува дека ако си на функција, кради и никој ништо не ти може. Велам, страшно, невидено, али зачинено живееме во таков период. Добро ја научиле поговорката, кога ќе крадиш, кради што повеќе за да можеш да потплатиш некого за и тебе да ти останат. Точно така. Знаете, и велат кога се задолжуваш во банка, вели, немој со мали пари, вика, со големи пари, вика, зашто после ако имаш тешкоти да ги вратиш парите, вика, банката ќе те чува, вика, банката ќе биде заинтересирана да преживеш и да го вратиш кредитот, вика, зашто нивниот интерес е во прашање. Господине Никовски, како гледате на отворената кавга помеѓу поранешниот лидер на ВМРО ДПМН и премиер Никола Груевски со сегашниот лидер на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски? Према вас, на чија страна се аргументите, на кого повеќе му верувате, кој од овие двајца е поблиску до вистината? Морам да признам дека не ми е јасно што се случува и верувам дека 99% од нашите луѓе во Македонија и во светот не разбираат што е во прашање. Знаете, мислам дека тоа е грешен потек, прво да констатирам. Мислам дека е непотребен потек, бидејќи, знаете, прво, Никола Груевски е моментално приватно лице. Каде иде, не е ни важно. Јас сум убеден, према на што го следев, дека сите судски прогони против него во прашање е политички прогон. Ниеден од тие случаи кои се покнати против него не ме убеди дека тој направил некој престап. Единствено станува малце, да речам, недоречено тоа околу плацевите на водно, али и тоа не е доволно разјаснето. Знаете, неговата, ако не се лажам, единствена ефективна пресуда е за купениот Мерцедес. Видите, тој Мерцедес, таков Мерцедес има Србија. И то го платиле 20.000 евра поскапо од нашиот. Лично јас не би купил таква скапа кола, да се разбереме. Меѓутоа, тој тука се користи и може да ви кажам дека и Албанија го позајмуваше тој Мерцедес кога доаѓаше во посета на Тирана Меркел на времето. Тој е потребен како кола, разбирате. Како држава ти мораш да имаш средства со кои ќе ги пречекаш високите гости. Велам, јас не би купил толку скап Мерцедес, али да го судиш за тоа премиерот, тоа е пред се политичка одлука.
Он сметал како премиер, и тоа му е право гарантирано, ако сакате со закон, дека на државата и треба такво возило. Он не го купил за себе, не се возел он на риболов или било каде. Велам, самиот Вучич рече, и што сега јас да го судам Тадич кој го купи возилото, вика, па тоа вика надвор од убо. Велам, значи, во целина, сите тие пресуди против него, према моето длабоко верување, се политички прогон. И сега во една ситуација кога тој е приватно лице, тој може да контактира со кого сака. И бидејќи тој е во екзил, тој екзил зашто настане така натака е друга приказна, подолга приказна, да не ја загатнуваме сега. Јас мислам дека така беше направено под диктат на странците, зашто ако беше тој во Македонија и беше во затвор, ќе беше мартир и ќе имаше постојано политички последици заради тоа. Така да друго сценарио, туѓо сценарио беше тој да се трне на страна. Али велам се, тоа не е тема на овој разговор. Тој, значи, е приватно лице. Надвор од државата, му го уништија животот, иако јас сум длабоко уверен дека на крајот во историјата најголем македонски премиер во сите времиња од поранешна Југославија денеска ќе остане Никола Груевски. Многу направи. Јас велам, ако има криминали кои се докажуваат на еден реален, објективен начин, треба да одговара. Али истовремено треба да се даде признание. Скопје беше село, Скопје го направи град, направи споменици, премногу можеби, некои од нив се и, не знам, неквалитетни, ако сакате. Али, тоа се символите на државата. Македонија во рамките на Југославија се обидуваше секогаш да биде што помалце експонирана како македонска држава, никогаш се спомнуваше дали Александар Велики, да не се прави некоја долга историја и слично и така натака и така натака. Тој оваа држава ја постави на една сериозна основа, разбирате. Велам, ако има криминал, нека одговара и треба да одговара. Ама све друго мора да се признае. И по моје мислење, од, да речем, дистанцирањето постано на ВМРО од Никола Груевски е погрешно, разбирате. И тие нека ги критикуваат неговите недостатоци. Имаше грешки, разбирате. Имаше две основни работи кои може да се замераат. Тоа беше односот према името, затоа што не беше спремен да тука попушта и да прифаќа капитулација, разбирате, и односот со албанците. Западњаците не може да му го дозволат, западниот фактор не може да му го прости тоа што не беше спремен да ја прекрсти Македонија и затоа и го сфрлија со еден класичен државен удар, разбирате. Така да со албанците, како и сите наши досегашни лидери, и тој попушташе, разбирате, што кај нас е така направена политичката структура да без албанците не можеш да формираш влада и затоа си постојано жртва на остапки нефункционални, необјективни, погрешни остапки и така натака. Значи да завршам на оваа тема, Никола Груевски има право со кого сака да контактира и со кого сака да бара решение за своите проблеми, бидејќи оставен. Никој не стои зад него. ВМРО нагласено се дистанцираш, разбирате. И сега, зашто тие покренуваат една офанзива против него, кога тој нема ниту една изјава, ниту еден став со кој се свртил, еве да речеме, против политиките на опозицијската партија или против интересите на Македонија. Нема. Дори он јавно кажа дека он не ги поддржува уставните промени. Значи, ако преговара со власта, што преговара? Разбирате? Значи, ако може да преговара во додадена ситуација, веќе колку, 2 години или година и пол, клучни се уставните промени. Он е против, Ник Груевски е против тоа, разбирате. Значи, нема ни една изјава со која тој би се, да речем, посрамотил, би се ставил против партијата сопствена, некогашна, и против државата. Сега, аз се покренал од офанзива против него. Велам, сето што беше покажано од опозицијата, дека еве докази вамо, све тоа мислам апсолутно неприфатливо и ништо не е докажано. Со USB стикче, разбирате, еве јас имам тука покрај мене имам 5 да ви покажам. И во нив може све да ставите. Така да, велам, непотребно и мислам ке и нашите на самата партија,
бидејќи Никола Груевски сепак има поддржувачи и во земјата и во партијата, ти на овој начин непотребно, без докази дека тој некаде навистина погрешил и се застанал против партијата и државата, ти го осудуваш, го напаѓаш на еден начин кој е апсолутно некоректен. Добро. Од партијата се знаат зошто тоа го прават, дали се вистински доказите кои што ги покажуваат, времето ќе ни покаже, а ние треба да си продолжиме со нашата работа овде. Дали навистина СДСМ и ДУИ, кои се плашат дури од сенката на Никола Груевски и кога со години го демонизира, при тоа прилипувајќи му и злосторничко здружение, сега се обидуваат преку Груевски да бараат сламката за спас на собствената кожа преку нудење на тивка амнестија, која амнестија си има и своја цена, а тоа е од една страна да откине дел од пратениците кои би помогнале да се изгласаат уставните измени во блиска иднина, бидејќи е се поочигледно дека нема да се случат сега, а од друга страна да ја растури ВМРО ДПМН. Ќе им успее ли ваквото сценарио кое сега се обидуваат да го стават во завршна фаза? Да се надеваме дека тоа сценарио или тие политики, ако сакате, дека нема да успеат, бидејќи се тие спротивни интереси на македонскиот народ и на македонската држава, али веднаш да кажеме, нивно, ако сакате, и легално и легитимно право да прават се, мислам, што е во рамките на законот, нели така, во рамките на нормалното однесување, да ги реализираат своите политики. Ние сме свесни дека власта навлезе во една област крајно чувствителна, спротивна на оние стратегиски, фундаментални и историски интереси на македонскиот народ во однос на Бугарија, околу односите со Бугарија и финално на тоа со преговарачката рамка која е чисто бугарска, разбирате. И тие се спремни да направат се, бидејќи целиот свој капитал го вложиле во тоа, да успеат да ги воведат бугарите во нашиот устав, што би било катастрофално решение, што би било практички, што би била првата етапа на целосно бришење на македонизмот. И тие, да подсетиме дека кој беше договорот од Нивици, што направија? Судеа луѓе, пикнаа во затвори луѓе, само за утредента да ги користат за да гласаат за промена на уставот. Така да, тие скрупули немаат, велам, али сите потези кои ги превземаат во однос на Груевски, во однос на кого сакате, за да успеат, ако тоа е на еден легален начин и ако е тоа со легални средства, не може да се осуди, разбирате. Така да, тоа тие дека го правеле, сигурно го правеле. И дека ќе го прават, не само со него, па да онај заменикот премиер, разбирате, кој подоцна веројатно ќе го разгледувам и него со сексизмот што го покажуваше во собранието, рече ќе разговараме со сите пратеници поединечно. А што е тоа? Тоа е притисок, уценување, корупција, разбирате. И тоа е нелегално де факто, сваќате. А ова ти да контактираш и со Груевски, било кој Ковачевски, не знам, Ахмети и така натака, и да бараш да ти помогне, тоа никој не може да го осуди. Али како што знаеме и како што самите и од опозиција потврдуваат, Груевски не прифатил никакви собствени потези кои би биле во корист на власта и кои би биле против на интереси на државата и на македонскиот народ, а и на самата опозицијска партија. Дали со сето ова што се случува помеѓу Груевски и Мицковски, како и тоа дека според последните анкети кои говорат дека ВМРО ДПМН има од 2,5 пати, а на некои анкети дури 3 пати повеќе доверба кај македонскиот народ и македонските граѓани, ќе се расчисти или се расчисти маглата која овие од власта ја пуштија во јавноста, а тоа е дека Мицковски, а со тоа и ВМРО ДПМН е управувано од Никола Груевски? Видите, единствено објаснување вака, за ако сакате, за обични наблюдувачи, зошто опозицијата излезе со такви оштри, мислам, неприхватливи напади на Груевски, може да биде
тоа што до вчера ги обвинуваа дека нив ги раководи Груевски. Мислам, тоа веќе на секој најобичен наблюдувач во држава, луѓе кои ги следат настаните и политиките, им е јасно дека такво нешто не постои, разбирате. И не е возможно, слаѓате. Дури да е гение, што се вика, и некоја надсила моги да има Груевски во Будимпешта, не може да раководи партијата од таму, мислам. Тоа е очигледно дека политиките, решенијата, нели така, ставовите се градат тука и дека такво некако влијание нема. Али велам, во оваа ситуација кога ти од чисто небоштека гром вадиш дека тој е виновник, дека тој соработува со власта за рушење не знам кого и не знам како, мислам е нереално. Инаку водството на ВМРО на рейтинзите не е спорно, е високо, големо, дека власта е загрижена ради таа ситуација не е спорно, али зашто опозицијата се презема вакви чекори кои може да и наштетат. Овој потек може да и наштети на опозицијата во губење на дел од гласачкото тело, кое на еден и други начин е поврзано и има високо мислење за Груевски. Велам, јас имам високо мислење за Груевски. Иако во дадената ситуација немаш избор, ти сепак мораш да гласаш во најмала рака за помалото зло, иако во даденава ситуација едина партија која е на браникот од државата е ВМРО-то, овие од власта, мислам, изгуби ориентација, по сите своји изјави, ставови, политики работат против суштинските интереси на македонскиот народ, али велам, со вакви, според мене, непромислени потези, иако не ги знаеме сите елементи зошто до тоа дојде, разбирате. Така да, велам, мора се биде максимално внимателен, знаете, во политиката и во животот се градат пријатели, односи, ситуации со години, ако сакате, а се може да се случи за една секунда. Еден погрешен потез се фрла во вода, разбирате. Така да, во политиката особено, ако не си внимателен максимално, ако не тоа принципелноста, ако ја доведеш во еден момент во прашање, може да удри по главата како еден голем камен. Така. Како гледате на интервјуто на Никола Груевски, дадено за Инфомакс, кое повеќе према нас наликуваше на обраќање? И како гледате на изборот на медиумот за неговото обраќање? Зошто Груевски не се одлучи тоа да го направи на јавниот сервис Македонската телевизија или на некоја од телевизиите со јавна концесија? Дали од самиот избор на медиумот можеме да се посомневаме на неговата искреност и да се наклониме повеќе кон она што го соопштуваат од ВМРО ДПМН, односно дека нешто се случувало позади завесата? Која му беше целта, односно која е позадината за ваквото негово обраќање во живо? Имаше ли потреба за тоа Груевски? Видите, тешко е да се цени од страна сето тоа, али мислам дека после нападите кои беа жестоки врз него, разбирате, она што го кажа од опозицијата испадна дека тој спрема една контрареволуција, разбирате, а од тоа ништо не се покажа и докажа. И самиот во тоа интервју кажа дека тие први се јавиле и тој прифатил да зборува за нив, а прашање дали другите ќе се јавеле, разбирате. Он да се јави на телевизија да се нуди, иако тоа е новинарски атрактивна, разбираш, атрактивен настан, разбирате, значи во целина мислам дека тука не треба се гледа некоја символика, иако е познато дека Инфомакс е сега против ВМРО-то, работи отворено против ВМРО-то, некоја беше експонирана ВМРО-вска, разбирате, овој медиум сега е отворено против ВМРО-то. Дали тука треба се гледа некоја символика, ево, не знам, не би можел да оценам квалификовано, али во секој случај може да биде тоа една индикација зашто баш преку нив се јавил. Во секој случај за него беше важно да неговите ставови дојдат до израз. Тие ставови кои беа на Инфомакс пренесени ги презедува сите и така да мислам дека нема некој заинтересиран околу тоа во Македонија што не го видел
тоа и го има и на интернет, нели така, тоа клипче. Така да велам, не би дал преголемо значење тоа, иако има одредена символика. Од она што го видовте ние, барем јас со моите очи, таму се кажа дека Груевски сам побрал во Инфомакс да присуствува поради гледаноста, што било толку гледано. А не дека овие Може да го биде и направиле. тоа. Може да биде и тоа. Велам, он рече дека тие му се јавиле. Јас колку што ако не се лажам во негово интервју, кога го прашале зашто преку не види, како рекол тие први ми се јавија, вика јас и со нив припадам. Така. Али Така. велам, тоа во суштината и не е важно. Не. Тој имаше после сето тоа бе, некои велат, некои пријатели велат, Груевски во интерес на државата, во интерес на партијата требаше да премолчи. Мислам дека тоа не е објективно, дека не е реално. Он беше лично нападнат и тоа нападнат на еден жесток, велам како контрреволуционер, како некој предавник, разбирате, и да премолчиш во таква ситуација, мислам дека не е објективно. Так. Кога сме кај преписките помеѓу Груевски и челниците на ВМРО ДПМН, како гледате на она што пред некој ден подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски обелодени дека постои претходно, нели спомнавме тоа, USB, од кое можело да се потврди точноста на информациите кои ги објавува ВМРО ДПМН. Имате ли вие некои сознание околу она што го имало во тоа USB? Како ја толкувате изјавата на Груевски упатена на адреса на подпредседателот Александар Николовски, но и на адреса на председателот Мицковски, во која вели: за толку многу работи можам да му одговорам на Александар Николовски и на Христијан, да не може да се одплеткаат со месеци и да се занимаваат само со мене и да се чудат што ги снашло. Таа партија не е на Александар или на Христијан, рече Груевски. Тоа веќе, знаете, детали од една расправија која е апсолутно непотребна, која е апсолутно надвор од оние, да речем, важни токови кои се случуваат во државата. Инаку, со самото USB и таа хартија што ја публикува подпредседателот на ВМРО-то, мислам, ништо не докажува, за жал. И знаете, како што рековме претходно, никој не може да му замери, камоли да го спречи или да го осуди Груевски да бара начин да се врати во својата татковина. Знаете, да не сте во неговата кожа. Како премиер, тој 24 што велеше и самиот кроз 7 работеше. Тој лично го знам од директни, мислам, луѓе кои работеа со него. Значи, работеше, беше целосно посветен за оваа држава, разбирате? И на крај стана жртва на своите политики во интерес на државата. Тој да капитулираше со околу името, разбирате, што беше американски интерес. Тој ќе беше денеска премиер. Во февруари 2011 година он беше во Вашингтон, разговараше со тогашниот каубоец, сега председател на Соединените американски држави Џо Бајден, ми се чини со државниот секретар, му беа одржани лекции дека мора да капитулира околу името на државата и прекрстувањето. Он не го прифати тоа. И он беше свесен дека не му гине. Разбирате, со Америка нема играчка. Тој не е ни првиот, ни последниот премиер кој го смениле Соединените американски држави, може има и 50-тина во историјата последниве 20-30 години, сваѓате. Значи, тој беше свесен дека не му е добро пишано, али опстои на тоа. Сваѓате? Така да, велам, кога се осудува некој човек, ако сакате и отепал некого, мора на крај да се каже и ако нешто добро направил, да биде балансирана цената. Јас сега Стефче Јакимовски го сретнав кога беше, тогаш беше уште со СДСМ, ми се чини. Имаше долг интервју во некој од магазините. И му реков, критикуваше, мислам, на ангро и на се што. Еден збор позитивен немаш. Му реков, кога критикуваш, тогашната власт на ВМРО на Груевски, не така модам, кога критикуваш,
Ако све е негативно, никој не ти верува. Так. Ако кажеш, меѓутоа, во оваа ситуација испадна паметни, испадна одговорни и тука мора да им се одаде признание, ти го балансираш и веќе окреваш нивото на доверба, разбирате, на прифатливост. Така да и овдека сите тие негативни оценки, саѓате, кои се делат, покажуваат дека сепак тука се работи за некои политички калкулации, кои велам во суштината и до крајот не ги знаеме. Очигледно дека ве послушал Јакимовски, го следиме почесто, понекогаш, и сега кажува дека и позитивни работи, за да му веруваат за оние лаги. Да. Имате ли сознание како стигнало тоа УСБ во раците на ВМРО ТПМН? Немам такви сознанија и велам, тоа УСБ-то како УСБ, разбирате, тоа е нешто што секој може да го фалсификува, разбирате. Така да, и во суштината, јас не знам кој е обвинението. Ако тој контактирал, ако барале, би претходно рековме, власта, која нема скрупули за да ја постигне својата цел околу уставните промени, дека го барала и дека му нудела нешто и така натака, мислам, тоа не е спорно. Одмак излезе Така во јавност. Што треба се докаже за тоа УСБ? Дека го контактирале? Ако нема експлицитно дека тој рекол да, ќе помогнам да се извршат уставните промени, ако вие ми вратите со некоја амнестија, со нов кривичен закон и така натака, разбирате. Али со тој кривичен закон и со амнестијата која сега се спреба, јасно е дека, не знам колку 8-9 има обвиненија против него, 5 дека паѓаат. 8 дека паѓаат, ако останува едно, ништо не сврши работа. Другите ќе паднат со новиот закон за амнестија сега. Со новиот. Да, велам, очигледно е дека, велам, ја не сум правник и самите рековте, али тие што генерализираат тие работи, иако веројатно до крај не им е све јасно, иако излегуваат дека со амнестијата колку 268 и колку затвореници ќе излезат надвор, разбирате. Јасно е, сите се согласни, мислам, никој не вели дека чистиот Груевски може да се врати, напротив. Велам, може да 3, 4, 5, 6 нека биде од тие обвиненија, кои велам, еден најголем дел се политички прогон, паѓаат во вода, остануваат 3. Едно нека остане, завршена приказна. На тоа ќе го осудат, разбирате, не може да се врати. Така да велам, толку е комплицирана ситуацијата, толку се тоа е непотребно и штетно, што не ми е јасно зашто тоа се случува, форсира и стана главна тема. Господине Никовски, дали имате некакви сознанија за некоја наводна средба на државниот врв кај председателот Пендаровски за време на прославата на НАТО, а на која средба присуствувала и западна дипломатка? Наводно на таа средба во низино присуство се зборувало за барање на помош од Груевски. Дали се надзира еден вид на меѓународен скандал, доколку ова е точно? Видите, дека меѓународната заедница е дури повеќе заинтересирана од нас да ги ставиме бугарите во уставот, е факт. Ако е така, а така е, ние знаеме дека не само нашите политичари немаат скрупули. Тие странците уште помалку имаат скрупули, поготово кога се работи за Македонија. Знаете како вели народот, 10 стапа под туѓи грб не болат, разбира. Така да, тоа ни се случува нас и дека такво нешто имало и дека такви разговори имало, не треба да има никаков сомнеш, разбира. Значи, ние гледаме доаѓаат тројкина, јас ги нарекувам како како дронови доаѓаат, разбирате, не убедува дека треба да го смениме уставот, а никој од нив нема појма за што се работи. Разбирате. Промената на уставот значи внесување на факторот кој негира дека постоиме во нашиот устав, да делува од внатре и да го руши македонизмот и македонскиот народ од внатре, разбирате. И тоа е крај на македонската нација, разбирате. Македонскиот народ, македонизмот во целина, ако го смениме уставот, да преживее, шансите ќе бидат минимални. И затоа тоа е доказ со сите тие странски дронови кои доаѓаат тука, разбирате, на чело со од главната суперсила, покажува дека тоа ним не е интерес. Кој ја прекрсти Македонија?
Грција не. Разбирате? Не прекрстија со американски држави. И второ, да не беше нивици. Ништо од ова што го прави Бугарија не беше да биде реално. Нивици го отвори патот, разбирате? Знаете, кој ќе отворите вратата, како во собранието на 27 април, ви отворите вратата, секој ќе влезе. Нивици ја отвори вратата на уништување и бришење на македонизмот. И сега Бугарија, која немаше такви аспирации, такви амбиции, разбирате. Кога видоа што ние проголтавме во нивици, си вика, па овие се спремни да ги газиме. И не газат. Така да, сето тоа е една целина. И дека таква средба имало, и повеќе веројатно, јас воопшто се сомневам. Интересот на странците, да Македонија капитулира, да Македонија го промени уставот, не го кријат. И дури Бундестагот донесе декларација некоја за Македонија и за македонизмот, разбирате, која нема никакво значење, бидејќи во погрешно време и со погрешна намера, да ни покаже дека еве тие не поддржуваат, значи вие менувајте го уставот, разбирате. Тоа се ниски потези кои имаат задача да постигнат цели кои се нелегални или нека бидат легални, ама нелегитимни. Така. Дали према вас ова што сега се случува во ВМРО ДПМН, односно кавгада помеѓу Груевски, Мицковски и преписките на релација Груевски со Николовски, со Милошевски и со поранешниот амбасадор Ѓурчев, ви наликува на она што се случи со кавгата, односно несогласувањето на Никола Груевски и Љупчо Георгиевски, која кавга резултираше со формирање на политичката партија ВМРО Народна на Љупчо Георгиевски. Дали и сега е на повидок нова политичка партија, особено ако се има во предвид она која се прошири во јавноста, а тоа е дека Данела Арсовска имала за задача да формира таквата партија, а на чело на таа партија да застане Никола Груевски како нејзин лидер. Можно ли едно вакво сценарио со кое би се отворил прозорот на отцепување на гласови од ВМРО ДПМН за наследните парламентарни избори преку гласање за пратениците од листите на Стефчо Јакимовски и Данела Арсовска, но и за листите на новите партии кои се преникнуваат како печурки во Македонија и кои отворено плукаат против ВМРО ДПМН, а такви како што знаеме има се повеќе и повеќе, се со цел да го ослабнат потенцијалот на ВМРО ДПМН за формирање наследна влада? Не верувам во тоа. Мислам дека се тоа шпекулации, дека градоначалничката ќе прави своја партија, тоа мислам ќе не се крие. Дека ќе влезе во такво сценарио Груевски лично не верувам, разбирате. Тој човек се вградил себе во својата партија, направи многу за неа и за државата, и сега доди со такво сценарио како што на времето Љубчо, нели така, превзе, мислам дека не е реално. Тој ќе продолжи да биде заинтересиран да се врати во државата. Мислам дека неговата политичка кариера е завршена, разбирате, и дека тука нема враќање. Сега прашање на кој начин и треба, мислам, да се најде начин човекот да си дојде дома, бидејќи ова што се случува не е реално и не е заслужено од негова страна. Али велам, сите тие шпекулации околу Арсовска, Стефчо Јакимовски, партија против ВМРО, мислам дека тоа не е реално и дека не верувам дека до таков развој ќе дојде. Господине Никовски, дали СДСМ преку вакво сценарио си нанесе самата на себе штета или му нанесе штета на ВМРО ДПМН или можеби му ја зголеми цената на Христијан Мицковски? Мислам дека штетата е за ВМРО недискутабилна, колку ќе биде ќе видиме. Јас мислам дека со една нормална, ако сакате, со една одговорна политика во целина, тие можат да ги избришат последиците од ова што се случи. Дали ќе бидат да такво нешто подготвени, лично не верувам, после ваквите изјави со кои излегува, мислам дека нема некој маневарски простор да се згазде на сето тоа, разбирате. Така да последици ќе има за ВМРО-то, да се надеваме дека бидат што помали, бидејќи нема друга сила која ќе може да
да доведе до пресват. Знаете, ние сме додени до ситуација кога е потребен сериозен, длабок пресват во сите политики, бидејќи се друго не води во еден длабок амбис и неповратен амбис. А тоа, повелам дека сериозен, длабок, целосен пресват на се што сега што се случуваше, тоа значи само откажување на договорот со Бугарија, како прв чеко, разбирате, и двата катастрофални и уништувачки за македонскиот народ протоколи со Бугарија, со што автоматски ќе падне во вода и преговарачката рамка за членство во Европската Унија. Со сегашната преговарачка рамка, тука ми е, разбирате, све што има во неа, Македонија никогаш не може да стане членка на Унијата. Ама ви тврдам, апсолутно никогаш нема да стане во Унијата. Таа е така срочена да сите бугарски нивни барања се внесени, сите бугарски барања се внесени во неа, кои Македонија никогаш не може да ги исполни. Тие според како е таа формулирана и срочена, разбирате, главна ќе биде историската комисија. А таа не функционира веќе. И нема да функционира. И во таа историска комисија, без оглед кој е во неа, 7 души се од наша страна, тие луѓе, никогаш, какви да се велам, какви да има меѓу нив, никогаш нема да може да прифатат дека Гоце Делчев е бугарин и дека Илинденското востание е бугарско. Ако такво нешто прифатат, ја мислам дека првите што ги стетат на улица ќе ги степаат. Да не речам нешто пострашно, разбира. Значи, тоа е таква одговорност, тоа е такво, мислам, таква одлука, која нормален човек не може да ја донесе, освен ако не ги другираат. Ако е така, така е, Бугарија нема никогаш да не пушти да влеземе во Европската Унија. Тие се, нивните ставови се јасни, многу прецизни, се е тоа влезено во Европската преговарачка рамка, која е срам за Брисел, разбирате? Меѓутоа, таа е реалност и само на тој начин може да се направи пресврт и да се отвори патот за наше евентуално членство во Унијата, што јас мислам дека на што треба се работи, бидејќи наш интерес е да ви се да влезе во Унијата, а не под вакви услови, кои велам не дозволуваат да влеземе во неја. А да се тоа промени, може само со откажување на договорот со Бугарија и двата протокола. А тоа е можно и има време, бидејќи спрема се она што слушнавме во меѓувреме, што се спрема со разни нон-пейпер од Австрија, со, не знам, француско-германске 12 експерти кои подготвуваат реформа во Европската Унија. Европската Унија, спрема сето тоа, Европската Унија ќе се реформира до 2030 година. Нема да прима нови членови. После тоа ќе почне примањето нови членови. Значи, 2040. Слушайте, до тогаш има 17 години. Не дај Боже, 17 години може се што може да се случи, разбирате. Од пандемија, од епидемии, до нуклеарни војни, до, не знам, свемирски катастрофи и така натака. Значи, време има, можности има, зависи од нас. Ако продолжиме вака, ви тврдам, ви гарантирам, јас сум дипломат, тоа е дипломатско прашање, разбирате. Имам некој дипломатско искуство, кое, ама нема дилема, нема 1%, 1 промил можност да со оваа преговарачка рамка Македонија дојде до Унијата. Теоретска шанса нема, разбирате. И ако тоа се свати, видите, ако не лажат овие сите што ја водат по државната политика, а лажат, разбирате. Цело време лажат, сега да не цитираме лаги, разбирате, нема потреба. Значи, тие, ако продолжат со ваква политика, Македонија е водат во длабок амбис на бугаризација, федерализација и бришење на македонизмот. ВМРО, ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија, според сите анкети, како што рековме, ќе победат на изборите било кога и да се. Дали може да се повтори сценариото како и на претходните избори, кога ВМРО ДПМН победи, но сепак не успеа да формира влада, а причината беше поради одлуката на ДУИ да го раскине мајскиот договор за коалицирање победник со победник.
Дали овој пат Алија Ахмети, имајќи го тоа на ум, успеа на време да ја приклучи кон владината коалиција Алијанса за албанците, со што ја направија ситуацијата до таа точка што ако ВМРО ДПМН не успее да победи со најмалку 61 пратеник и да ја биде тешко нели да формира влада. Што треба да се направи за да не дојде до тоа непосакувано сценарио? Видите, структурата политичка во Македонија или партиска, да бидеме попрецизни, е таква, не случајно, да 90 нека бидат македонски пратеници на крајот од денот, зависат од 30 други во држава. Значи 3:1 во најмала рака, 90:30, и тие 30 ни ја кројат судбината. Јас пред 10 години, надвор од секоја лажна скромност, напишав колумна во која реков: излезот и решението на Македонија е голема коалиција меѓу двете главни македонски партии, нешто слично како што после тоа имаше во Германија и сега се уште повторно го има. Кај нас, за жал, тоа не е возможно, не изгледа реално. Али, ако ние до се ова што доживеавме, после се ова што доживеавме, не сватиме дека или ќе направиме пресврт сериозен, или адот ни е во калот, мислам дека е во прашање тешка неодговорност, тешко надкревање над оние лични и партиски интереси, издигнување над нив, заради согледување на заедничките, општите и историските интереси на македонскиот народ. Велам, овие избори ќе бидат по многу што клучни, можеби најклучни до сега. Или ќе излеземе од нив како победници, со спремност и мнозинство која ќе има можности да доведе до пресврт сериозен, длабок, како што рекол, само тоа е излезот, друг излез нема. И народот, значи, секој поединец е одговорен. На следните избори, кога и да бидат тие, еве, следната година веќе се приближува, секој човек треба да излезе, секој македонец и ако сакате и државјанин, граѓанин на оваа држава, до кого му е важно и му стало, што ви кажат, за едината сопствена на државата, треба да излезе на изборите и да ја поддржи таа партија која ветува дека нешто ќе направи. Сегашната власт се покажа катастрофално неспособна, катастрофално корумпирана, разбирате, и ништо не направи. Напротив, направи катастрофални дела. Двата договори со Грција и со Бугарија, Тиранската платформа, се епизоди, класични, трагични моменти кои не водат навистина во амбисот. Сето тоа се проголта на еден нецивилизиран начин, неодговорен начин, аматерски начин, предавнички начин, како сакате, и тоа е реалноста со која се соочуваме и од која мора да се направи све да излеземе. Мораме да признаеме дека во една прилика водачот на ВМРО рече дека кој ќе дојдеме на власт ќе го ревидираме овој договорот со Бугарија, разбирате. Тоа во една прилика го има изјавено, меѓутоа нема цврста политика, цврстав за такво нешто, разбирате. И ние не знаеме денеска на што е спремна опозицијата ако ја земе власт, и ако освои 61 пратеник, разбирате. Така да ќе биде исклучително тешко. Знаете, албанците се прегрупираат, СДСМ е спремна на се, како што минатиот пат со благодарејќи на албанската партија да освои 4 пратенички места повеќе, разбирате. Овој пат може ќе одат заеднички во некаква коалиција претходна, предизборна, сваќате, ДУИ и СДСМ, што ќе отвори простор за тешка борба, разбирате. Така да, едно чудо има комбинаторики што може да се случи,
али мораме да бидеме свести дека ако на следните избори како народ промашиме, тешко ни се пишува. Лошо ни се пишува. Така. Ке мора да го пречекаме ставот на опозицијата за време на изборите, на кампањата, да видиме што ќе понудат во програмата. Па тогаш ќе одлучуваат луѓето. Верувам дека и ова што го говорите ќе го има во нивната програма. Имајќи ја во предвид целокупната политичка и економска ситуација во која што се наоѓа Македонија, имајќи го во предвид сето ова што излезе во јавноста за некаква спрега и сценарио на СДСМ, Дуи и Груевски, но и фактот дека во овој пратенички состав има 9 пратеници кои се уште од времето на Никола Груевски, иако за волја на вистината тие засега цврсто стојат зад сегашниот лидер Мицковски. Очекувате ли сепак да се случат тие уставни измени и тоа со користење на балкански методи и вакви заткулисни игри? Дали Европската Унија може да си дозволи уште еден удар по демократијата, како оној со менувањето на уставното име, користејќи ги балканските методи на Јоханес Хан? Видите, факт е дека Европската Унија има двојни стандарди, разбира. Ти имаат своји интереси, ги бркаат на секој начин, со сите можности. И ако кај нас се појават такви личности, јас се надевам дека нема да се појават, и јас верувам дека нема да успеат уставните промени. Има одредена сплотеност во опозицијската партија дека одлучно стојат на таа позиција, дај Боже да го издржат тоа до крај. Меѓутоа и претходно реков дека сите тие дронови, сите тие што доаѓаат од странство, сите тие нивни емисари, притисоци и така натака ќе бидат жестоки во овој период кој доаѓа и ќе треба сето тоа да се издржи, да не стему во кожа на лидерот на опозицијата, бидејќи он е, нели така, прв на листата за притисок и за, ако сакате, и уценување. Тоа што кажа Хан, балкански методи, разбирате, тоа не беше негова мисла, не беше негова порака, тоа е порака од Брисел. Сваѓате, не може да се земе таква слобода да каже и после се чудат зашто Брисел не реагираше на тоа што се случи. Па тако исполнуваш нечи интерес, тој нема да се буни против својата корист. Така да ова сега се повтори апсолутно, ќе направат се можно, со уцени, со корупција, со подкуп, со што сакате да дојдат до својата цел. Нема да бираат средства за колу тоа. Али велам, јас се надевам дека ќе се издржи и да се разбереме. Ако опозицијската партија на било кој начин прифати да до тоа се случи или дозволи тоа да се случи, бога ми, тоа е скапо ќе чини. Тоа нема да го прости народот, знаете. Не заборавајте, 80% од македонците се за Европската Унија и тоа е добро, и јас сум меѓу нив. Али 90% се против промена на уставот и влесувањето на Бугарија. Знаете, некој што не те признава, некој што те плука секој ден, ти да го ставиш во уставот, па тоа покажува дека не си нормален. Јас велам, ако имате комшија, тие не се комшии, нели така, кој секој ден ти фрла ѓубре во дворот, кој секој ден ти крши пенџерињата, ќе го викнеш на слава? Нема да го викнеш. Така да, изјавите нашиот председател, да, не знам, председателот на Врховниот суд и така натака, дека бугарите ги приеме не е ништо. Тоа покажува не само политиканство, тоа покажува неодговорност и да не речам и полтронство се разбира и што си не све друго. Ако велам некој вели дека не постоиш, немаш јазик свој, немаш историја, све е тоа мое, а ти му кажеш, ајде дојде ќе ставиме во уставот. Значи, го внесуваш натре, тој што е експлозив ставаш во својот устав, да те руши од натре. Па слушайте, тоа не само нормален човек, него и што има малце, тако грам ума во главата не го прави тоа.
Велам, само појди од тоа, да не зборуваме дека има реципроцитет, дека има македонци во Бугарија. Заборави го сето тоа. Земи ги само нивите. Читајте ги нивните изјави. Последната изјава вика, ќе направиме све, нивната министерка, ќе направиме све да се спречи во Америка прогласувањето на тоа заедничко македонско-американско наследство. Значи, не само овдека, било каде македонци не смее да има. И што сега? Ти се правиш дека не разбираш? Ти се правиш дека не сваќаш што се случува и што ти порачуваат? И ти викаш, ние ќе ги ставиме сепак во уставот. Велам, тоа е таква мизерија, тоа е таква безсмислица што се прави, таква глупост што се прави, разбирате, да е просто нема оправдување. Така. Господине Никовски, како гледате на оние политички партии, без разлика дали се ново формирани или од пред извесен период, кои повеќе од 80% од нивното време го трошат за да го оговараат и така речено да фрлаат со камење кон ВМРО ДПМН, а само мал дел од времето го користат за власта? Видите, тоа се, да не речем, специјално подготвени, разбирате, уништувачи. Така како термити сваѓате кои доаѓаат да рушат. Така, тие не заслужуваат поголемо внимание, а такви има, знаете, во политиката. Политиката е во многу што нечиста работа, знаете. Мислам и објективно, знаете, често пати сте приселени на потези кои не се баш многу нити легални, нити оправдани, иако, велам, има и ситуации кога нешто, како одговорен политичар, мораш да го преземеш, дури да е и нелегално, во интерес на социјата држава. Јас ќе ви кажам, кога бев амбасадор во Албанија, со джипот, јас не знам, можда 100 сандаци пијалоци сум однел таму, разбирате, и тоа може да го нарече швец, разбирате. А со тие пијалоци, ние што правевме? Во Албанија беше сиромаштија тешка, разбирате. Луѓето не може да комуницираат, нема да додат во посета, нема ракија да му даде, разбирате. И на сите фамилии кои имаа слава им делевме пијалоци, разбирате. Баш ка ние организиравме средби едно чудо разноразни, сваќате да се собираат луѓето, да се дружат. Секој што имаше слава ќе дојеше во амбасадата и нашиот тамо домарот му даваше не знам колку 3 чишиња вино, 2 чишиња ракија, разбирате. Луѓето нема, гости не може да прочекаат, сиромаштија тешка, сваѓате. Сега, ќе речиш, Ристот шверцуваше алкохол, до шише не сум взевал ја да се напијам до себе. Јас ако зела да себе си го плаќам, сваѓате. Сега да кажам, некојаш во политиката мораш да направиш и работи кои се на некој начин нелегални, али во интерес на државата, а не во собствен интерес или на партијата. Тоа е неприфатливо. Али кога работи за државата, а политичарите се неретко во такви ситуации да преземаат и активности, чекори, кои, например, ќе го цитирам, Кисинџер. Кисинџер беше тој сега повторно иде во Кина во 72-та година, 1972 година, тој патуваше тајно во Кина и преговараше со Мао Цетунг за, нели, Америка ја признаваше Тајван, не го признаваше Пекинг, разбирате, не признаваше Народна република Кина, и на пресконференција го праша новинар, дали господине Кисинџер одиде тајно во Пекинг? Вика, не. Вика, ајде документите, вика, лажам, вика, а после 2-3 месеца, знам, тоа ќе се открие, вика. Значи, има и такви моменти, али овие ќе испомнувате, не заслужуваат внимание. Добро, овие исто така земаат, ама им е многу тешко да пуштат раката подалеку, да дадат некој поблиску му е нивниот джеп. Така е, точно така. Господин Никовски, после двете интервјуа на Али Ахмети се отворија многу прашања околу можни сценарија. Едното сценарио е да пропаднат од претседателските избори кои мора да се случат во одредениот рок пропишан со устав, со што би се отворила вратата до следниот избор албанските политички партии да ги контролираат сите полуги на власта, а второто сценарио е да прогласат вонредна состојба со цел да ги одложат изборите, како парламентарните, така и претседателските, и со тоа да се купат уште една година да останат на власт.
Очекувате ли овие од ова ненародна власт тоа да го направат и да ги спроведат двете сценарија? Какви импликации ќе донеси ваквиот чекор доколку го направат? Дали ќе посведочиме на уште едно премолчено одобрување од страна на меѓународната заедница? Прво, меѓународната заедница ќе поддржи се што е во нивни интерес, а кој е нашиот интерес и што е важно за македонскиот народ пред се, пет пари не дава. Тоа е првото. Второто, лично не верувам дека ќе одат на некаква воредна ситуација заради одложување на изборите. Тоа било премногу и ми се чини дека овој народ чие трпение веќе се истенчува, разбирате, нема да го дозволи тоа. Велам, иако сме ние трпе, што трпи и трајче што трае, али во секој случај мислам дека такво сценарио нема да помине и ќе биде голем ризик од сите аспекти и заради тоа можеби и нема и инстанција да го тоа поддржуваат и на некој начин советуваат, али во секој случај изборите до година ќе бидат еден тежок испит за целиот македонски народ, затоа што видите, ако двете партии главни македонски не излезат на избори, не може да се добие 40% од гласачкото тело за да биде избран председателот. Нема шанса теоретска. Значи, тоа ќе биде веќе тежок ризик, затоа до сега се правеше во вториот круг на председателските избори да бидат и парламентарните, за да се добие тој квантум од 40% од излезеност, разбирате. Меѓутоа, оваа власт, за да ќари уште некој ден, вели дека ќе ги одвои едните другите избори, ако се работи за неколку месеци, што е покај другото и тежок и голем трошок за државата. Меѓутоа, тие ни пет пари не даваат за тоа. Така да, неизвестностите за догодина остануваат. Тешко е да се прогнозира што све ќе се случува, али предизвикот ќе биде огромен. За македонскиот народ ќе биде да се биде или не помногу што. И затоа велам, мора да се освестуваме сите поединечно дека се работи да се биде или не, и ако не покажеме доволна зрелост и одговорност, Бога ми, можни се разни тешки последици за оваа држава и за овој македонски народ. Дали ние, односно Македонија, има вистински проблеми или пак проблемите сами си ги креираме со тоа што имаме недоквакани политичари кои сега практикуваат власт и како последица на тоа се случи потпишувањето на смртоносните договори со соседите од кои произлегуваат како од инкубатор сите овие проблеми. Која е причината што не ја креваат рачната за да застанат со нивните штетни чекори? Зошто не стоат зад изгласаната резолуција која ги штити македонските национални интереси, а која резолуција, како што знаеме, ја донесува во собранието со консензус на сите парламентарни политички партии, иако беше задоцнета? Резолуцијата прво никој не ќе не ја сапи, после тоа све што се случуваше бе надвор од неја и газење нејзино онака брутално, разбирате. Знаете, лидерот е тој што ја води државата. Ќе спомна Маргарет Тачер, да не беше Маргарет Тачер премиерка на Велика Британија, Британија сега ќе беше, ако е сега на 5-то или 6-то место во светот по како економска сила, ќе беше на 10-то или 12-то, разбирате. Лидерите се тие што ја водат државата, што го водат народот. Ние, за жал, не сме имали лидери со мали исклучоци после распадот на Југославија, а денеска ситуацијата е катастрофална. Јас мислам дека овие што сега ја водат државата, да ги ставиш како вратари во некоја поголема зграда, мислам дека нема да извршат својата работа, а не за да ја водат државата. Исклучително тешки прилики, да се разбереме. Приликите се исклучително тешки. Наклоноста, ако сакате, на приликите ни е апсолутно спротивна на нашите интереси. Значи, да објективно, ако немаш капацитет одреден и тоа доста висок, не можеш да се најдеш во оваа ситуација, али велам, ова што сега мислам дека никогаш не сме имале по големи аматери како политички лидери, отколку сега,
понеодговорни, понекадарни, понеспособни и велам во на крајот од денот јас не можам да разберам, нека се под притисок. Нека се под жесток притисок, а ти мора да се бориш да се браниш своите интереси. Така да и под тој притисок веројатно и корумпирани. Така да во целина ова што ни се случува е трагедија. Македонија нема луѓе кои треба да ја водат и велам, еве земете ги последниот од 2016 година, колку се 6-7 години. Ништо не е направено во државата. Го спомнавме дори фудбалскиот терен, разбирате. Се е наопаку. Ова се случува на онкологија, ова се случува во образованието. Ама кај да фатите, разбирате, све е тоа катастрофална ситуација. Така да, велам, лидерите се клучни. Имате ли лидери кои се спремни да ве водат, кои се одговорни, разбирате, кои се така на ниво на она што се очекува од нив, може да се очекува нешто. Кога немате лидери, ќе се вртите во круг и ќе одите надолу. А токму тоа ни се случува сега нас. Да. Пред 2 дена, поточно во четвртокот, за време на пратенички прашања во Законодавниот дом, се случи невиден скандал од страна на вице-премиерот за евроинтеграција Бојан Маричик, кој недолично се однесувал кон пратеничката Дафина Стојановска, заменик координатор на пратеничката група на ВМРО ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија. Како гледате на тој скандал, господине Никовски? Пред да го слушнеме вашиот став, предлагам да ја слушнеме и господја Дафина Стојановска. Вице-премиер за европски прашања, молчите, затоа што сте најак од седиште на микрофон да излезете и да го зборувате тоа што го зборувате позади микрофон. Како не ви е срам? Како не ви е срам, нека ве снимат камери, вице-премиер за европски прашања. Ужас, ужас сте. Затоа, нека ве сликаат како праќате бакнежи. Лига Феден, како не ви е... Дафина, седни си на место. Седни си на место, не одиш во етер, Дафина. Јас не знам како не ви е срам. Како не ви е срам. Ни 10 минути не можевте да одговорите. Ќе зборувате за ВМРО ДПМН, наместо да зборувате за тоа што сте сработиле. Ужас, ужас, ужас. Ова е недозволиво, ова е скандал од невидени размери. Апсолутно се однесуваше согласно сите етички стандарди во собранието и има пишан демант на она што се слушуваше на парламентарната говорница од страна на една од пратеничките во собранието. Ова е скандал од невидени размери. Вака да ви допуштаат да се однесувате може само дома. Тука не. Бакнежи и намигнување само дома, вице-премиеру. Господине Никовски, има ли уште некое скалило подолу од она што го направил Маричик, кој на својот Facebook профил ги демантираше нападите на господја Стојановска? Како гледате и на тоа што премиерот застана во одбрана на Маричик, како и на тоа што велат однесувањето на Маричик не било забележано од камерите во собранието? Ова е веќе дно на дното, разбирате, и не зачудува, бидејќи тој човек, велам, тој нема скрупули очигледно, тој лаже често пати, разбирате. Не се воздржува да лаже. Претходно спомнавме дека ќе разговара со секој од пратениците посебно, разбирате, што е силеџиство. И ова е, велам, да во нормална земја човекот после таков испад ќе би морал да ги сноси последиците и да си поднесе во најмала рака оставка. Разбирате, сите норми на однесување се надминати, прекршени. И, велам, очигледно камерите кои, сигурно имало камери во собранието кои снимале, одма се не така бришат и така натака се нова злоупотреба све заедно. Велам, еден тежок инцидент, срамен инцидент, со кој де факто целото собрание и целата власт во државата се понижува, се девалвира, се срами, разбирате. Меѓутоа, премиерот го брани, вели, тој кажа дека не е точно и никому ништо. Знаете, реакцијата на самата пратеничка во
кога ќе зборува, не може да биде инсценирана, не може да биде измислена, мислам, тоа е толку едноставно, разбирате, ти зборуваш таму и ако тоа не се случило, слушате, ти текне да го обвини за такво нешто, тоа не е нормално, не е возможно. Така да се случило, срамно е, меѓутоа тоа е све во рамките на она што ни се случува во последно време и све што е катастрофа комплетна од секој аспект. Новиот закон за амнестија помина на владина седница и наредната недела најверојатно ќе започне собраниската процедура за да можат пратениците да се изјаснат по истиот. Уште недојден во собранието политичките партии се со различни мислења. Лидерот на ВМРО ДПМН Христо Мицкоски веќе се изјасни дека ќе го блокираат овој закон, а против овој закон најверојатно ќе гласа и опозицијата од албанскиот политички корпус. Министерот Кренар Лога и премиерот Димитар Ковачевски, но и поголемиот дел од парламентарното мнозинство го бранат, бидејќи со тоа се овозможувало хумани услови во затворите. Чекор повеќе или понатака направи министерот Кренар Лога, кој не убедуваше или ги убедуваше новинарите, а преку нив и целата македонска јавност дека ниту еден избран или именуван функционер немало да биде опфатен со овој предлог закон. Пред да ви го поставам прашањето, предлагам да ја слушнеме барем изјавата на Кренар Лога. Тврдам дека ниту еден избран или именуван од страна на институциите нема да биде дел од опфатен со ова амнестија. Исто така семејно насилство и предмети врзани со семејно насилство исто така нема да бидат дел од амнестијата. Значи се повторува законот од 2018 повикува да не се игра со имиња и со емоции на случај. Од тамо нема да излегуваат академци. Значи се знае дека од тамо ќе излегуваат затвореници кои се осудени за кривични дела. Господин Никовски, треба ли да им поверуваме на властите дека ова го прават заради подобрување на условите во затворите и колку е искрен Логар во неговите тврдења? Према вас, која е вистинската причина за носење на овој нов закон за амнестија и дали овој закон е закон за селективна амнестија, а не амнестија за сите подеднакво? И на крај, дали власта е меродавна да оценува кој да биде амнестиран, а кој не? Видите, системот на амнестија постои, тоа е во раците на председател на државата, нели така? Али самиот потек на донесување на ваков закон е апсурден. И зашто? Затоа што немало место во затворите. Ако немало место во затворите, направите нови затвори. Разбирате, може се и секој прави нов затвор, после 4 години ќе бил готов. И видите, и не може дојде тоа, ако веќе има таков потек, разбирате, не може да дојде на ваква линија. Тогаш се прави, секој случај се анализира, кај што има луѓе кои се покајале, се превоспитале, покажуваат одговорност, покажуваат, што се вика, свесно за својата вина и така натака, не ги се намалува казната, а не се вака генерално. Ова не е случајно, апсолутно се води е замислено за одредени лица да добијат ослободување и меѓу другото за така начениот случај монструм за убиците кај езерото, разбирате, на Божик или Великден која беше, и тие ќе бидат, двајца од нив ќе бидат амнестирани, така излезе бара во јавноста. Велам, апсолутно сценарио, апсолутно целта е да се одедени ликови ослободат, а све се прави на еден начин која мислам дека вакво нешто во светот немало, нити ќе има. И зашто? Затоа што биле пренатрупани затворите. Па најде решение. Има други можности да се најде решение, разбирате. И велам, одеднаш ти све преквалификуваш. Сите судски пресуди ти уствари ги ставаш на некакво мешетарење и на некаква преоценка. Па што ќе ни го тога судскиот систем? Велам, безсмислена мерка, апсолутно неприфатлива и очигледно политички мотивирана.
Министерот за надворешни работи Бујар Османи започна да ја менува реториката при неговите изјави поврзани со уставните измени, поточно со можните блокади од страна на Бугарија кон Македонија во нејзиниот евроинтеграцијски процес за членство во Европската Унија. Пред да го чуеме вашиот став, господине Никовски, предлагам да ги слушнеме изјавите на Османи. Тие кажаа дека нема нови барања и дека нема на што да се повикува на кој дел од преговарачката рамка за да изнесе барање Бугарија утре до комисијата за да даде писмен извештај дека е реализиран или не е реализиран. Све друго е пропаганда. Све друго е обид да се исплашат граѓаните заради политички партиски цели. За жал, често сме биле разочарани, а динамиката во бугарската политика е толку несигурна што не се знае што ќе донесе утрешниот ден. Прилично сум сигурен дека Бугарија постојано ќе формулира нови барања, но за мене е важно што е на агендата на Европската Унија, ништо друго. Ние постигнавме компромис со Бугарија, акцијски план за малцинствата. Сакаме темата да ја префрлиме од историски интерпретации и идентитетски прашања кон човековите и малцинските права, затоа што во тоа сме добри. Господине Никовски, како гледате на ваквата промената реторика на Османи, која очигледно се гледа од овие две изјави? Тоа не треба да општо да изненадува, разбирате. Османи не води македонска политика, тоа повеќе пати сум го рекол, сега ќе повторам. И знаете, сега една мала дигресија. Нашиот председател Османи вели дека Бугарија нема, кој каже дека нема да поставува нови барања, нели така? И дека Бугарија поточно дека нема услови да стави македонци во бугарскиот устав. Османи ги бранеше. Председател на државата вели дека Гоце Делчев е бугарин. Премиерот вели дека преговарачката рамка нема шанси да се промени и дека мораме по неја да работиме. И сега на крајот дека се прашаш, па за кого навиваат овие луѓе, за Македонија или за лавот, разбирате? Значи, сето тоа дека бугарите, зашто да не може бугарите да стават македонците во бугарскиот устав? Ако ние мораме да го менуваме уставот, нека го менуваат и тие. Гоце Делчев дека бил бугарин, тоа треба да си стварно забеган помалце за да тврдиш дека се изјаснува дека бил бугарин. Па он живеел во Бугарија, он имал бугарско државјанство, живеел од бугарска плата како учител, така он немал шанси да, ако викал цело време македонец, се тоа ќе немаше да го има и да го може, разбирате. Или, велам, сите наши главни политичари викаат, се изјаснуваат против она што се интереси на Македонија. Видите, и кога првиот пат викаше дека нема Бугарија нови барања, и сега кога вели дека ќе има нови барања, Бујар Османи не е прецизен, разбирате. Бугарската страна точно ни кажа, нема нови барања, ама све што сте прифатиле, мора да исполните. А вториот протокол кој е подпишан и сето што од него е влезено во преговарачката рамка, Македонија никогаш нема. За тоа зборуваме. Никогаш нема да го исполни. Се сведува на историската комисија, разбирате. И нели таму вториот протокол го цитираат 5 пати, разбирате. За него се повика, таму сите катастрофи се кои ги подпиша Бујар Османи, разбирате. И вели, не само протоколите кои се подпишани, и новите. Знаете, според договорот за непријателство со Бугарија, секоја година мора да има меѓувладина конференција на ниво на министар на дворешни работи и да се донесе нов протокол. Од 17 година поминаа 6 години, само 2 има. Тоа не се спроведува. Зашто се тие протоколи, разбирате, за историската комисија? Што друго? Секоја година ќе разговараме за изградба на патишта, железници или, не знам, економска соработка. Тоа е бла-бла-бла, тоа се празни муабети, разбирате. Тоа се долгорочни работи, само за историската комисија. И историската комисија е влезена на голема врата во преговарачката рамка и таа ќе одлучува. И тоа јас ка рековме. На крајот од денот,
Не може никој да прифати дека Гоце Делчев е бугарин во Македонија или дека Елденското востание е бугарско. Значи нема позитивно мислење од Бугарија за преговарачката рамка, а тоа значи и на Брисел. Преговорите прекинува, завршува, нема членство. Така да Буер Османи води проалбанска политика, разбирате? Тој сега кога се обрати до македонците во Албанија околу пописот, разбирате. Тој вика нема проблеми да се изјасните што сакате и пофали Бугарија, Албанија пофали како земја најдемократска на светот, разбирате. А се работи за македонците таму. А образованието на македонците во Албанија, разбирате, е катастрофа. Катастрофа, разбирате. И сега ќе ви цитирам уште нешто. Денови имаше во Софија, во Тирана, некој настан за околу образованието и таму бил нашиот амбасадор, разбирате, сегашен. И што е право, човекот изјавил на таа конференција, значи официјален македонски амбасадор во Тирана, вели: но во однос на образованието на македонците во Албанија, потребно е да се исправи актуелниот дебаланс, нешто на што убеден сум дека албанските образовни власти ќе поработат во блиска иднина. Не бара ништо. Он е убеден дека властите ќе го решат проблемот. А шо бајка бараш ти таму? Да. Јас кога бев таму, ноти пишував да се отворат нови училишта на Голо Брдо, што имало порано, разбирате. Разговарав околу тоа. Во Мала Преспа барав да се прошири, зашто само таму има право на образование. А он констатира и вели: се убеден сум, албанците ќе го решат. Нема да го решат. Нема да решат, така. Ние треба да го бараме тоа. Така. Сваѓате? Така да, тоа се тие диспропорции кои постојат, кога ние се однесуваме како да сме така незаинтересирани глобалисти, а возот поминува покрај нас и не ни решава никаков проблем. Тоа е суштината на сите тие работи. Господин Никовски, можно ли е Македонија со ваква политика, економска состојба и правосудство да биде некогаш полноправна членка на Европската Унија, или Европската Унија пак ни го трасира споредниот пат на кој Македонија ќе биде принудена да го прифати она што ќе ни го понудат, а тоа е да не бидеме ниту приближно до полноправна членка, току некаква политичка Европска Унија, од која нешто Македонија нема да има никакви бенефити. Вредат ли уставни промени кога е очигледно дека ЕУ нема намера од скорешно проширување? Видите, веќе е јасно на сите што, макар и што се вика минимално следат што се случува на планот на нашите односи, односно на проблемот на проширување на Европската Унија. Европската Унија, ние нешто испомнавме претходно, нема да се шири во догледно време. Се размислува, се бараат разни начини. Фон дер Лејен, нивната премиерка, објави 4 столба. Сега се објавуваат 4 кругови, разбирате. Значи, факт е дека прво до 30 година нови членки нема да има. Евентуално, ако решат да ја примат Црна Гора, колку да покажат дека, не е мртво проширувањето, друг никој нема теоретска шанса да влезе претходно. Проширувањето може да започне само после 30-тите години и да видиме како, колку, кога, кој што апсолутно е неизвестно и нејасно. Ние не одлучуваме што ќе се случува во Унијата, што ќе одредат. Мислам дека таа што ја спомнавте, Европската политичка заедница е еден дел од тоа. Вториот дел ќе биде, значи тоа ќе биде веројатно 4-тиот круг. Третиот круг ќе биде нешто како заеднички економски, во заедничкиот европски пазар да се дојде, да се влезе тамо со некои поголеми економски права и да се зголемат фондовите. Членство во Унијата, велам, до 30 година апсолутно е невозможно, дури мислам и за Црна Гора, а после 30 години, знаете се, пак тоа е долг период, никој не може да предвиди што ќе се случи.
Да не забораваме дека 62% од германците се против, од французите се против проширување, 61% од германците. Тие се двете водечки сили во Европската унија. Ако тие не се заинтересирани, а не се очигледно за проширување, ако такво мнозинство е против проширувањето, нема паметен политичар кој ќе оди на проширување. Тоа покажува се и Европската унија веќе е заситена од 27 членки и 10 нови се на пат, што би рекле, 6 овие балкански останати држави, Украина, Грузија и Турција и Молдова, тоа се 10 земји. Тешко дека некој ќе влезе во рамките на Унијата, ќе има третиот круг и четвртиот круг кој ќе го пополнуваме. Ние тука не бираме и треба да одиме по таа насока, бидејќи друг избор немаме, разбирате, ние не можеме да влијаеме. И тоа ќе овозможи одредени можности и знаете што? Додека ние имаме власт која не е спремна да направи никакви реформи, овие со последни 7 години никакви реформи не се направени во државата, разбирате. Се е наопаку, све е далеко од корупција, до правосуден систем, до администрација, све е катастрофално. Па, слушайте, да сака да не примат и да не ги отворат вратите, кои ќе седнат да видат кај сме и што сме, тоа скринингот ќе го покаже веројатно целосно. Ние сме далеку од Европската унија. Македонија треба да се реформира, треба да се прави све внатре во државата, да се приближуваме до тие нивни стандарди, али членството е нешто, полното членство е сега недостижно. Случувањето на Косово се тема која не може да се избегне, бидејќи се случува во непосредното соседство. Господине Никовски, како ја гледате моменталната состојба таму, но пред се во контекст на Македонија? Си играли меѓународната заедница, но и САД, така речено, мајтап, играјќи двојни стандарди. Затајува ли дипломатијата и зошто? Видите, Косово е отворен проблем и таков ќе останеше долго време. Србија нема да го проголта одцепувањето на Косово уште години, разбирате, во иднината, бидејќи нема таков политичар кој тоа ќе може да го проголта. Ако некој биде спремен на такво нешто, истиот момент ќе изгуби власта, знаете, власта не се дава така лесно никаде во светот. Значи, тоа станува отворен конфликт, ќе има постојано напори од една и друга страна да се најде некое решение, да се оди напред. На Косово, разбирате, доминацијата американска е неспорна. Албанците во целина се нивни главни партнер. Меѓутоа, Курти малце излегува од тие, сегашниот премиер, од тие, да речем, нормални односи и рамки. Тој е тежок националист и го бара максимумот, али прашање е колку тоа го прави самостојно, колку го прави по договор со другите, иако мислам дека он ги претерува, он е екстремен и дека не е баш по волја ни на другите, разбирате, ни на американците, ни на западњаците, ни на Брисел. И, велам, тука тоа е контролирана ситуација. Ке има, како и сега, испади, случки, настани кои ќе вознемируваат, али, велам, контролата е апсолутно гарантирана, нема опасност за Македонија, али јас сум спомнал и ќе повторам, нам не ни одговара формирањето на заедница на српски општини, што е сега клучно моментално и кое, јас мислам дека Курти доека на власт нема да го прифати, и тоа е добро за нас, иако тоа за србите не им одговара, бидејќи направа такво нешто на Косово, одма нашие веќе во меѓувреме албанци ќе бараат стицо нешто, тоа е рушење на македонската држава. Така да ние мораме да бидеме критични према Косово, да ги браниме нашите интереси, а велам, составата таму ќе биде долгорочна, ќе трае решение, финално решение со српско признавање на Косово или признавање на Косово од 5 членки на Европската унија не е реално во блиска иднина и така да тоа станува отворен конфликт. Како гледате на Facebook статутот на претеникот од СДСМ Мартин Костовски, во кој статут напиша социјалдемократи, другари и другарки, или ќе се дружиме сите заедно еден до друг, или ќе потонеме сите еден покрај друг. Време е за помирување и обединување. Дали ова покажува дека трасирањето на патот, мечката да заигра во дворот на ВМРО допавна е,
всушност веќе игра во дворот на СДСМ. Према вас, која е или кои се причините за таквиот раскол? Дали има некоја поврзаност со формирањето на новиот политички субјект на Максим Димитриевски, актуелниот градоначалник на Куманово, кој пред некој ден рече дека не можел да си ја препознае неговата матична партија СДСМ и го најави основачкото собрание за 9 октомври. И ако сакате еден мал коментар, само многу краток, за присуството на Заев на координативниот составок на стратешкиот тим на Бихачка. Има ли некаква поврзаност со расколот што претходно го спомнува? Секако дека има. Максим Димитриевски е една специјална појава на македонската политичка сцена со сериозна димензија, силен удар на власта и на владеачката партија, бидејќи да не забораваме, сам со својот тим победи на изборите, на локалните избори во Куманово, иако двете главни македонски партии беа против него. Тоа покажува сепак една оригиналност, една прифатливост кај народот и мислам дека покај другото на која беше на телевизија во Бугарија беше блескав, разбирате, ги стави во шише сите и новинари и гости, извонреден беше, му посакувам успех лично и ова портеникот кој се јави така со тие зборови кои ги цитиравте покажува дека има одреден раскол во партијата и велам тоа е особено важно во врска со промената на уставот. Ако има такви недоразбирање, добро е да ги има и да што повеќе од пратениците на СДСМ бидат против уставните промени кои се против македонскиот народ, нели така? И ова што се случи со средбата на која беше и Заев, мислам дека е прво грешка на партијата што го реактивира Заев, зашто символот на Заев е за македонскиот народ апсолутно неприфатлива. Тој е носител на оние најстрашни удари со македонизмот, тоа е договорот со Воднивици и договорот со Бугарија, тоа се негово дело, за исто со и тиранската платформа, незината реализација, така да мислам дека тоа се очајнички обиди кои покажуваат дека се загрижени за единството во партијата и мислам дека со тој потез нема да постигнат резултат, дека напротив, тоа ќе биде контрапродуктивно. Кога сме кај координативниот состанок, да го слушнеме вашиот коментар за текстовите во нивните писмени изјави кои ги постираа на нивните Facebook профили, но претходно предлагам да ги видиме и слушнеме. Денешниот координативен состанок со стратешкиот тим е во насока да направиме се да овозможиме целосен државен и национален консензус за исполнување на определбата на огромното мнозинство граѓани, да станеме полноправна европска држава до 2030 година. Членството во Европската унија сега се чини најдостижно. На тој пат сме. Ние, социјалдемократите, имаме државничка одговорност да преземаме храбри и одлучни чекори. Демократскиот блок не исклучува, тој здружува. Тоа е единствената и проверена формула за нов македонски успех. Повелете, господине Никовски. Видите, прво да го враќаш Заев во преден план, реков е катастрофална грешка, зашто тој што велеше, ние со бугарите сме ист народ, иста историја и све. Значи, де факто сме бугари. Сега ти него го враќаш на сцена, после такви изјави и после све, да не цитираме и други негови изјави катастрофални, разбирате, ти да преку него додиш во некој единство, ми се чини дека е погрешно и мислам дека е контрапродуктивно, али очигледно велам дека се во очајна ситуација, а Европската унија, членството, тие се имаат фатено за тоа како слеп за стап, бидејќи ништо друго немат испорачано, и лажат на еден најдиректен начин дека е тоа возможно до 2030 година. Претходно го објасниме тоа, да не го повторуваме. До тогаш Европската унија тешко дека ќе се промени, дека ќе се реформира, бидејќи тоа што се замислено навлегува во суштинските права на земјите членки, тоа не може да помине. Исто како Лисабонскиот устав, што никогаш не помина, и ова нема да помине, али ќе трае долги години, до замеѓу нема проширување, така да таа единствена задача која де факто се обидува да реализира
власта моментална е недостижна и велам, со таква политика ние одиме само се вртиме во еден магиосен круг и проваѓаме све продолу и продолу. Може ли ЗАЕВ да ја спаси СДСМ, а со тоа и владата? Тешко, затоа што велам, знаете, теоретски не е возможно до 30-та година Македонија да влезе. Теоретски, да. Утре ги започнеме преговорите да течат без никаков проблем. А бугарите ќе не блокират кога сакате. Јотова изјави пред некое време, вели, можеме да ве блокираме кога сакаме. И тоа е точно. Јотова на 28.10.2022 година рече: Скопје и Софија имаат уште многу проблеми за решавање, а Бугарија може да стави вето во кое било време, вели бугарската претпоставка Јотова, разбирате. И тоа е факт. И не само тоа, разбирате, исто вето може да ни стави кога сака и Грција. Ние тоа го забораваме и го помалце го ставаме на страна, меѓутоа факт е дека кога беше посетата на Пендаровски на Атина, таа рече дека има едно чудо проблеми кои треба да се решат меѓу двоите земји, иако нешто Македонија има исполнето, меѓутоа клучот не е исполнет, разбирате. Така да не чека уште едно чудо проблеми не чека за решавање и Македонија утре да ги почне преговорите нема да стигне никаде. Еве ќе ви цитирам што изјави грчката председателка кога на 5 октомври 2021 година беше таму Пендаровски. Вели: веќе поминаа 2,5 години откако договорот од Преспа стапи во сила, вели грчката председателка. Препознаваме дека од страна на Македонија се направени позитивни чекори, но сепак постојат доста нерешени прашања. Затворањето на сите отворени прашања ќе овозможи понатамошен развој на нашата соработка, рече Сакелоропулу на разговорот со така. Тие прашања ќе се решават во преговорите. Така да чим ќе почнат преговорите? Тоа почнува најтешката македонска голгота, ако некојаш почнат, најтешката македонска голгота во нашата севкупна историја. Господин Никовски, не знам дали имавте можност да проследите некои од говорниците на форумот, односно дебатата која беше инициирана од Евротенк на тема говор на омраза, особено она што го кажа новинарот од Бугарската национална телевизија Александар Марков, како и на Жарко Трајановски од Институтот за медиуми и аналитика. Дебатата била замислена да се бараат решенија за премостување на актуелниот јас на двете нации. Пред да го слушнеме вашиот став за таа дебата, може би сте ја слушнале или не, предлагам за нашите слушатели да пуштиме дел од нивните изјави на оние личности кои што ги спомнавме пред малку. These are non-Bulgarian conditions. These are something that Mr. Osmani and the government of Mr. Kovachevsky and the National Assembly of North Macedonia agreed to implement. This is something you have agreed to implement. It is not a dictate or blockade. Secondly, I just asked briefly to comment on another issue. There is no blockade on the Bulgarian side. The term is abstention, or we didn't want to give support for Macedonian negotiating framework because we didn't see any fulfillment on the Macedonian side of the agreement of 2017. In the Bulgarian media, I'm monitoring the Bulgarian media more than 6 or 7 years. It started this anti-Macedonian campaign, mainly by Karakachanov, who several months was presented as a host every day on Bulgarian TV. Unfortunately, I don't see that the anti-Macedonian campaign is covered well in the Bulgarian media space as well. Povedете, господин Никовски.
Видите, прво, во Бугарија постои апсолутно единство, апсолутен консензус во однос на политиките према Македонија. Дури и народот успеава да го индоктринираат, да биде на страната да Македонија треба да се сгази, да се уништи и така натаму и така натаму. Од наша страна нема никаква согласност, никакво единство во однос на политиките кон Бугарија. Бугарија, овој што го кажа нивниот представник, е точно. Тие све ставија во преговарачката рамка и де факто му ја префрлија топката во дворот на Европската Унија. Значи, Европската Унија во позадина биде повторно Бугарија, али сега во име на Европската Унија. Така да, сето тоа што го зборува Бугарија против Македонија е нецивилизацијско, сето тоа надвор од умот, не да е тоа омраза, него тоа е, знаете, ако некого негирате, не признавате, тоа е не омраза, тоа веќе, не знам, не, тоа е игноранција, тоа е, мислам, крај на светот е тоа. А од кај нас, разногласие тотално, читате во нашите медиуми, поддржуваат, да не спомнувам сега имиња и презимиња, сваѓате, разбирање за бугарските аспирации, дека ние сме 44-та година и слично. Во Македонија немаше омраза против Бугарија и бугарите. Против Бугарија по целина, мислам. Сега, не да има омраза, него сега има гадење, да извините на израз према Бугарија. Тоа што ни го прави Бугарија. Па тоа е, слушајте, да земеш, да газиш, да пукаш. Ние сме под агресија. Тие велат дека татко ми бил бугарин, татко ми не беше бугарин. Дедо ми бил бугарин, дедо ми не беше бугарин. Тоа е навреда, тоа е понижување. Разбирате. Така да, велам, сето тоа што се случува меѓу двете земји, од една страна едногласно, координирано, а од наша страна, разбирате, прво, заложбите за промена на уставот се антимакедонски и пробугарски. А тие не обвинуваат дека има омраза против Бугарија. Каква омраза? Кога власта работи за нивни интерес. Велам, таква една какофонија што не ни доликува. Така. Господине Никовски, чест и задоволство беше и ова ваше учество во Македонски корени. Ви благодариме, да ви посакаме убав викенд, пријатно до слушање и секако скоро довидување. Беше задоволство, поздрав за сите и велам, иако имаше доста негативности во ова све што го зборувавме, оптимизмот мора да постои и да опстане. Ќе доаѓаат нови избори, македонскиот народ е одговорен, е бистер, е паметен, ќе знае што да направи и ќе се направи, ќе дојде до пресврт во сите овие негативни политики. Така да, велам, секој и вие таму и ние одавде треба да настојуваме да бидеме позитивни, да бараме решение и да настојуваме да на следните избори победи силата која ќе може да донесе да води во пресврт и да трнеме во права насока. А тоа ќе се случи. Мораме да бидеме оптимисти, ќе победиме, Македонија е вечна и никој ништо не ни може, само треба да го изградиме малце посилно нашето единство и нашата усмереност да успееме и да победиме. Поздрав на сите. Тоа е наша цел и заложба секогаш на емисиите и секогаш со нашите гости, токму на тоа и се темелат нашите разговори. Ви благодариме уште еднаш, остануваме во контакт. Секој добро. Поздрав, се најубаво. Ви благодариме и вам, почитувани, што не следите, ни коментирате, ни реагирате, споделувате, прашувате и другарувате со нас. Останете да се дружиме, да го проследите остатокот од емисијава.